Нова година, нови почетоци, а за Илон Маск нови идеи за тоа што ќе биде Твитер во 2023 година. Технолошкиот милиардер ја потресе Силиконската долина кога го презеде Твитер во октомври. Помасовните отпуштања, наглите промени во политиката и враќањето на контроверзните корисници. Многумина се прашуваат што би можело да биде следно. Оно што сега го гледаме е длабоко преиспитување на мисијата на Твитер, организација што возможи јавен дискурс на нов и витален начин из цел свет. Дали тоа ќе продолжи во каква форма? Маск вели дека неговиот Твитер е дом за слобода на говорот. Тоа вклучи повеќе говор на омраза, а Лигата против клевета забележува изголемување на антисемитската содржина на платформата и намалување на умереноста на антисемитски објави. Оваа помалку регулирана верзија на Твитер можеби е потешко да се направи профитабилна, бидејќи повеќе големи огласувачи се повлекуваат од платформата. Моментот во кој се наоѓа Твитер од перспектива на огласувач представува огромен ризик за да се донесе одлука да се продолжи со рекламирање таму. Со намалување на рекламите, Твитер ќе мора да најде нови начини да заработи пари. Ако сакате да имате отворена платформа која не е контролирана или благо контролирана, ќе мора да најдете нов прилив на приходи, да речеме, да им наплаќате на корисниците или да најдете други начини. Но ќе мора да се потпира на плаќање од корисниците, а не на плаќање од огласувачите. Но колку корисници остануваат? Во јули, Твитер објави 237 милиони дневни активни корисници, од кои 80% беа надвор од САД. На глобално ниво, Твитер го зазема 15-тото место по популарност меѓу социјалните медиуми, со 436 милиони месечни активни корисници, во споредба со 2,9 милиарди на Facebook, според фирмата за истражување Статиста. Некои аналитичари велат дека промените на Маск се поттикот што му треба на Твитер. Ова е компанија која е бавна во привлекување нови корисници, бавна во развојот на нови пазари и извори на приходи. Ако продолжи во тој пат, речиси е сигурно дека бизнисот ќе биде во постојан пат. Но дали Маск може да го повтори својот успех во други предпријатија? Оно што го гледаме во однос на Маск и како тој го управува и поседува Твитер не е во спротивност од тоа како тој управува со SpaceX и Tesla и со неговите други бизниси. Тој има многу агресивен стил на управување со превземање ризик. Дефинитивно врши голем притисок врз луѓето и има одреден тип на карактер што може да се справи со работата, но јасно е дека во неговите претходни компании Маск постигна многу неверојатни работи за кои се мислеше дека не се можни и ќе треба да видиме дали тоа ќе се случи на Твитер. Маск влегува во новата година продолжувајќи да ги намалува трошоците, а Нью Йорк Таймс објави дека Твитер престанал да плаќа кирија за канцеларии и размислува за намалување на отпремнините за отпуштените работници.